Ако вчера мажите ги ставивме на исповедничка клупа за да си кажат каде грешат жените и зошто би ги оставиле, денес понежниот пол го крева својот глас. Тој е маж, а вие сте жена. Каде е тука компромисот? Постојат милион грешки кои мажите ги прават, а жените се тука да замерат, а понекогаш и да остават. Но што е клучното? Што би ја натерало една жена да крене раце од својот маж? Не знам, не сум размислувала за тоа. Неверство? Да ме вара. Ако превари нешто. Може би неверство. Најголема причина тоа. Да се понаша лошо кон мене или да... Не знам. Немој молим ти се, има многу. Да, долг е списокот на машки грешки. Немаат доволно време за својата жена. Ја ставаат својата мајка на првото место. Имаат лоши навики. Не си ја сваќаат сериозно улогата во семејството. Се само дел од грешките кои можат да и паднат на памет на една жена. Но и по спроведената анкета на мажи која погледнавте вчера, може да се заклучи дека овој пат за чудо и двата пола се согласија. Изневерувањето и лажењето може да скрши и машко и женско срце. Тоа се главните причини за распаѓање на врските. Но една работа запаметете. Одвојувањето на двата пола не значи и прекин на нивното привлекување. За некој да престане да ве привлекува не е доволно само да го ставите, туку и да ја пренасочите енергијата.